разбирам потребата да бидете активна. И разбирам потребата да имате своји ставови. И тоа е нормално. Ја разбирам и амбицијата да ја предводите опозиционата мисла во рамки на Комисијата за политички систем. И го разбирам тоа што празнината легитимно да се искористите. Но, една работа, кога разговарате со мене, ве молам, сакам да бидеме на чисто. Она кое што јас го зборувам, и како член, и како председател на оваа комисија, се аргументи. Аргументите се следни. Во околу дозволени јавни расправи за сите законски решенија, колку што ние, како политичко мнозинство, управувачко мнозинство, имаме направено само во рамки на Комисијата за политички систем, толку се немаат случајно во 30 години независност во Комисијата за политички систем. Тоа е така или не е така? Така е, корешки. Дали имаме огромна демократизација на процесите на опозиционата мисла? Да, имаме. Дали тоа го овозможуваме, а не го гушиме? Да, го овозможуваме, а не го гушиме. Имаше времиња овдека, во ова собрание, не така одамна, кога ќе побаравме јавна расправа, бевме угушувани да нема мнозинство, сеќавате? Ќе дојдеме ние како опозиција, бараме овдека јавна расправа, а сте ние знаеме овдека, дел граѓаните можеби не знаат, дека за да има јавна расправа мора да гласа мнозинството. Без власта да гласа за јавна расправа не може да се случи. Па потоа кога имавте од граѓаните сериозни импликации на вашето поведение во собранието, не вашето лично, избор и процедурално, и не вашето лично, ве молам да завршам, тогаш имаме состојба во која што ќе дојдеше Талат Џафери овдека и ќе кажеше извинете, нема мнозинство. Значи, во делот на преходниот дискутант во поглед на демократизацијата во комисијата, тоа се аргументите. Во поглед на тоа дали е во прво читање законот или не е. Вие велите вака, да јас имам право како опозиција и како пратеник да зборувам и за содржината на законското решение. Има право секој, јас тоа го дозволувам, но пред да, како пишува сценариото, кој бара збор во однос на потребата од донесувањето на предложениот закон, начелата врз кои треба да заснова законот и основните односи што се уредуваат со законот. И разликата помеѓу вас и мене е следна. Јас молчам, секого го слушам. Минатата недела вие си отидовте, имаше пратеници што говореа по 2 часа надвор од темата и нит ги слушав. А јас сега 3 минути намерно зборував надвор од првото читање, веднаш вашата колешка ме опоменува. Со ова сакав да ви покажаме на вежба што е демократија, што е трпение, која има таа во себе, а која нема. Почитувани колеги, ја ве слушам, колегите од управувачкото мнозинство ве слушат, молчиме, бидејќи сметаме дека опозиционата мисла треба да има минутажа во ова собрание, а кога некој од нас ќе излезе и само една минута ќе каже што не ви се допаѓа и е надвор од тоа, веднаш се дофрла, веднаш се вика и веднаш се покажуваме кои сме и што сме. Ви благодарам.